Вечерва на полно ќе истекува кампањата за ворените градоначалнички избори во општина Ново Село. Таму двајца кандидати, Никола Андонов од СДСМ и Николче Стоилков од ВМРО ДПМН, во текот на изминатиот период ги презентираа своите изборни програми пред жителите на општината, кои во недела ќе се изјаснат кој кандидат ќе биде градоначалник до 2021-та. Двајцата информира дека се задоволни како протекла кампањата за неделните избори. На прашањето која ќе биде првата приоритетна задача, и Андонов и Стоилков кажа дека ќе работат за враќање на довербата на граѓаните во општината, но и подобрувањето на условите за живот. Па прва работа е, како што реков, значи канализацијата, водоводите и реорганизација на општинската администрација. Да можеме луѓето кои се вработени во општинската администрација да бидат сервис на граѓаните. Граѓаните од општина Ново Село да го осетат бенефитот од администрацијата кои ќе им бидат на услуга на сите нив. Тоа ми е првата задача што треба да почнеме во општината. Првата работа за која би се фатил и би се посветил, нели, ако доколку бидам јас градоначалникот, би сакал да ја вратам довербата на граѓаните на општина Ново Село во институцијата општина Ново Село. Би сакал општината да ја повторно отвориме кон граѓаните, да ја почувствуваат како своја, впрочем, нели, тоа и така и треба да биде. Граѓаните се можеби и не можеби сигурно најмалку виновните за цела она ситуација, но сепак реперкусиите од тоа што се случи тие најмногу го чувствуваат. Во општина Ново Село, според единствениот избирачки список, право на глас ќе имаат 11.364 граѓани кои што ќе се изјаснат на 19 избирачки места. Утре ќе се изјаснуваат болните и изнемештените во оваа општина. Во општинската изборна комисија се пријавени 222 лица. Заради големата иселеност од оваа општина, на последниот национален референдум за името излегоа едва 17% од запишаните избирачи. Ниту на референдумот за или против рудници немаше излезност од 50% од запишаните избирачи. За да бидат успешни неделните избори, како што информира од општинската изборна комисија, потребно да излезат 1/3 од запишаните граѓани со право на глас.